Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. ВМРО ДПМН и Христија Мицкоски се загубија во посветеноста да ги одбранат криминалите на режимот и нивните тајкуни. Покрај тоа што мафташе со наводни документи за искази и вештачења, во вчерашната изјава Христија Мицкоски, случајно или не, призна дека ВМРО ДПМН има материјали од предистражни действија, односно материјали од нелегално следење на комуникациите. Поседување на изјави од предистражни действија и наредби од истрага е кривично дело, а оној што ги споделил таквите документи не може да биде свиркач, туку вршител на кривично дело. Манипулациите со вакви документи ја подкопува истрагата и целиот процес за случајот рекет. Стана совршено јасно кој ги лиферува доверливите материјали на медиумите со цел да влијае врз истрагата или да ја насочи во погрешен правец. Христија Мицкоски ги покажа неговите вистински намери да работи против правната држава, да ги кочи процесите и да го загроза датумот за почеток на преговорите со Европската Унија. Овие јалови обиди на Христија Мицкоски да се попречи правдата и да се спасат криминалците од одговорност, со сигурност пропаѓаат. Со преземањето на предметите од страна на јавното обвинителство, целосно е обезбедена иднината на сите случаи од специјалното јавно обвинителство, со цел тие да имаат своја разрешница во системот на јавното обвинителство и судството. Сите предмети, сите истраги и предистраги продолжуваат во целосна независна надлежност на државното јавно обвинителство. Сите отворени истраги и судски случаи ќе се расчистат докрај и секој за кого ќе се докаже вмешаност за криминал ќе одговара за своите постапки. Пропадна и неговиот блеф за наводно барање на предвремени избори за кој се покажа дека Мицкоски не сака да се случат. ВМРО ДПМН е најголемата штета за Северна Македонија на патот до правдата и на патот до Европската Унија. Почитувани граѓани, ние никогаш нема да отстапиме од заложбите за воспоставувањето на правната држава и владењето на правото. Тоа Мицкоски треба и мора да му го пренесе и на неговиот шеф, побегнатиот криминалец во Будимпешта. Ви благодарам.